Врсничкото насилство е несакано однесување, насилно и агресивно однесување. Според мене, врсничкото насилство или булинг постои уште од кога постојат училиштата. Врсничкото насилство, како поспецифичен облик за разлика од другите видови на агресивно однесување, во себе содржи вид на однесување кој што е подолгорочно и намерно насочено за наштетување, односно повредување на особа или група. Врсничкото насилство представува секоја навреда, омаловажување до агресивно однесување од страна на едно дете врз друго дете. Карактеристично за врсничкото насилство е тоа дека немаме сразмерна моќ измеѓу тој што е насилник и тој што е жртва. Значи, оној кој што има моќта насилникот и обично како жртви ги бира оние кои што се помалку моćни од него. Всушност представува покажување на моќ од страна на некој кој што на некој начин му фали некое внимание, сака да влијае врз другите. Можам да кажам дека најчесто го гледам низ мојата работа вербалното насилство. По него е исто така многу застапено и физичкото насилство, но нешто што е поактуелно низ годините и сајбербулингот, односно интернет насилството. Се среќава психичкото насилство, социјалното насилство. Социјалното насилство значи оговарање, изолирање на некоја особа, особено се случува кај девојчињата, додека кај машките е покарактеристично физичкото насилство, а за сајбербулингот можам да кажам дека веќе е карактеристично за сите возрасти, за особено оние кои што се адолесценти, како и за момчињата и за девојчињата подеднакво. Присутно е емотивното насилство, многу често, каде што се служат учениците со подсмејување, со исмејување, со ширење на лажни невистини за одредена група на ученици. Сексуално насилство, кое што е помалку за среќа застапено. Социјално насилство, дали е некој побогат, поимотен, послаб. За жал, се повеќе, е ова актуелна тема и се повеќе се чести овие видови на насилство. Како што кажав, мора да правиме дистинкција и со така да ги учиме и учениците, па и родителите, останатите вработени дека има разлика измеѓу агресивно однесување и врсничко насилство. Агресивното однесување некога се јавува ненамерно. Во нашите училишта се доста застапени врсничките насилства, дури 5 ученици во еден клас трпат еден вид на врсничко насилство. Причината за тоа ја гледам најмногу поради неможноста да на време се детектираат и да се проследат причините за тоа. Ситуацијата дури и станува загрижувачка, бидејќи младите тоа го подразбираат како нормална ситуација и не реагираат навреме на насилството кое што се случува пред нивните очи. За жал, тоа е многу актуелна тема денеска. Учениците се повеќе низ работилници, требини и едукација стануваат свесни што значи насилството, особено врсничкото насилство, и се повеќе се буди свесност кај нив за ова прашање. Учениците би рекле дека во поголем процент се свесни дека постојат. Можеби кај помалата возраст на ученици се уште не се свесни дека некое однесување представува насилство. Поради тоа што уште не му се јасни веројатно поимите, они сметаат дека тоа така треба. Учениците добро ја знаат дефиницијата за што е тоа булинг, но во пракса мислам дека немаат доволно свесност, односно не можат доволно да распознаат дека тоа не е конфликт или обична расправа, туку тоа е веќе врсничко насилство. Загрижува најмногу тоа што е многу помал процентот на пријавување на врсничкото насилство.